Здраво на сите, јас сум Даниел. Добро дојдовте на новиот серијал на Едуино видеоупатства, каде во наредниот период ќе се обидеме да креираме видеоупатства за поддршка на процесот на онлайн наставата. Знаеме дека во текот на онлайн наставата и учениците и родителите се соочуваат со одредени технички проблеми и на кој начин можеме ние заедно со нашиот одговорен наставник да ги решиме тие проблеми. Најпрвен ќе се запознаеме со алатката TeamViewer. TeamViewer е алатка со која вие од вашиот компјутер или пак друг уред, како што е мобилен телефон, смартфон, дозволувате наставникот да има далечински пристап до вашиот уред и со тоа да ви помогне во реално време да решите некој одреден проблем на вашиот уред, а се однесува на онлайн наставата. Најпрвен што треба да направите е и вие и вашиот наставник, кој што е одговорен за да ви помогне, да ја имате инсталирано оваа алатка TeamViewer, за да можете да ја користите. Инсталацијата е едноставна. Најпрвен што треба да направите е во вашиот пребарувач ќе ја впишете веб адресата која што води до алатката TeamViewer и тоа teamviewer.com, кликате Enter и го пронаоѓате копчето за download, кликате на него, ќе ви се појави уште едно копче каде што пишува Download TeamViewer, кликате на него, ќе ве праша каде да ја сними апликацијата, одбирате Desktop, кликате Save, ќе забележите во долниот лев агол дека алатката се симнува и откако ќе се симне, со кликање врз неја тука ќе се отвори за инсталирање. Откако е симната, со кликање врз неја ќе се отвори инсталацијата на TeamViewer. Ја одбираме првата опција Default Installation, кликаме Accept и Next. Чекаме да се инсталира. Откако ќе заврши инсталацијата, ја избираме втората опција, значи да го користиме TeamViewer за лична употреба. Кликаме на втората опција и кликаме Finish. Откако ќе завршите со инсталацијата на TeamViewer, ќе ви се отвори ова прозорче кое што е работната површина на самиот TeamViewer. За вас најважни се вашето ID, кое што е составено од 9 цифри, и вашата лозинка. Се што ќе треба да направите е вашето ID и вашата лозинка да ги испратите на наставникот кој што е одговорен да ви помогне и тој со впишување на вашето ID и на вашата лозинка ќе се приклучи на вашиот уред и ќе ви помогне каде што е потребно. Откако наставникот ќе се поврзе со вашиот уред, ќе забележите во долниот десен агол се наоѓа едно известување каде што ќе пишува кој уред е поврзан со вашиот уред. Доколку сакате да забраните пристап, едноставно кликате на иконката X. Откако наставникот ќе е поврзан со вашиот компјутер, тој ќе има целосната контрола на работа во вашиот компјутер, како и контролата врз вашиот маус. Бидејќи дозволувате пристап до вашиот компјутер, препорачено е, поради сигурност, после секое поврзување, да ја променувате вашата лозинка, односно пасворд. Со глувчето врз вашата лозинка ќе се појави една иконка каде што можете вие да креирате нов пасворд, односно нова лозинка. Со кликање се променува лозинката и имате нова лозинка која што можете да ја испратите доколку е потребно следен пат. Инсталацијата и на вашиот мобилен уред е исто така лесна. Со кликање на Play Store, во делот за пребарување ќе впишеме TeamViewer Quick Support. Ќе внимавате, има две верзии на алатката, едната е само TeamViewer, вам ви е потребна TeamViewer Quick Support. Кликате на неја, кликате на Install. Откако ќе заврши со симнувањето, ќе се инсталира и можете да ја отворите
директно од тука со кликање врз копчето Open или пак од работната површина на самиот телефон. Кликаме на иконката Quick Support, ќе ни се појави почетен прозорец со влечење на лево, кликаме Done, доколку ни се појави нека порака, кликаме Cancel и ќе го забележиме нашето ID, кое што треба да го испратиме до одговорниот наставник за да ни помогне. Откако ќе го добие нашето ID, тој може да се поврзе со нашиот уред. Доколку се поврзува, ќе ни се појави една порака и треба да кликнеме Allow, за да дозволиме пристап до нашиот уред. Во горниот лев агол ќе забележиме кој уред е поврзан со нашиот телефон. За да исклучиме конекцијата со тој уред, кликаме на X. Благодарам на вниманието.